Драги гледачи, добар ден. Добро дојдовте во најновиот подкаст Демократски импулс. Подкаст, како што умеам секогаш да кажам, за народот. Овој подкаст посебно интересен и забавен заради тоа што денеска ни е на гости најдобриот шофер, можам да кажам слободно, и најдобриот и најпознатиот таксист во Куманово, ма какви Куманово, у Македонија. Добре дојде Перо Гуртна. Перо Гуртна, добро те најде душо. Куде си бре, Перо? Па добро бе дете, те малком да ве виду и да речу реч-два за овој вашу. Па не е ни телевизија, како да јас сам бил под много телевизија, бил сам и по Сител и по македонска народна телевизија и све, али овој не сам прв пат ми е, да речу на тој Подкаст. Подкаст, што кастрирате тој душо. Ја не разумем, мислим, какъв е тај, или кастуете бирате ли некога за нешто? Ќе има кастинг, ама затоа потоа сега добре ни дојде и чувствува се како дома, што секогаш умеам да кажам. Баш ми е драго душо, баш ви е финков дека да ga речу овој сподивце имате и преубаво палму да речу, гледа како убаво сте го нараснале све. И баш такој надвор вруќо, мамо, знаеш дека се завруќи пред да дојде овдека. А овдека некако климичко сте го уклучиле, па баш ми лагодно да ти кажам. Па за тебе, Перо? Па за мене, па ја. Мој па не работи клима фреон, нешто се разјаба. Да ми прости овој. Клима не работи, ама изгледа дека и туш немаш инсталирано во таксито, зашто се осеќа дека немаш. Осеќам ли се веќе од старт? Осеќам се. Такој нек продолжи душа. Мене, знаеш што, како прво прашање, ме интересира, знам дека сте лични пријатели со поранешниот премиер Груевски, како да го наречам, Никола Груевски. Дали он те вика може Перо Гутна, Перо Гутна ли, како е тоа? Го бутна. Не, знаеш како, се ќе речу. Ми со тога човека. Да, он за мене бија, кад те бија туја, док е живел. Он за мене увек е бија да даду евети. Кад га вози, искочи 200, он увек даде 400. И? Да, увек остави. И затоа е, да речу, оставија куде мене убав дојам, да га кажу. И за мене тај човек не сам куќен пријател. Куќен пријател треба да ти дојде у куќу. Он не ми е бија куде мене у куќу. Још и на славу сам га викај на Свети Никола. Не ми ја доваѓал, jer му е имендан повек си слави с негови укуќани. Али увек смо биле с njega, да речу, такъв некој убав пријателски однос смо имале. И близак сам, да речу. Ниједан друг таксист не е бија близак, да речу, с njega колко јаштата. Па моите информации говорат дека Николче додека бил тука, само тебе те барал, поготово Куманово, Скопје, само ти си го возел. Кога треба да пројде, па до Табановци, он често путува. До Табановци? До Табановци, да не речу, он по кои граница све е бија. А да не ти го возеше за Будимпешта? Да, па сак, да не се ја многу сак изразувам некој работа тој да збору, па да... Да не биде после. Да не биде после, тој ќе го оставу како мало загадачно питање, што се вика. Иначе возил сам га свугде кај ќе треба да дојде до Прохорчински, до српска делегација, кад му дојде да ги соберу сви да ги однесу. На мене ми се јави, вика, неќу, вика, да новија такси компанија Скопске, вика, не. Ја немам ни таксиметар душа. Јас све од ѓутуре ги гадав, па неќу да ги га меру, и ја не сам го мерија на njega. На njega? Не, него сам га возија, тако е да кажу, даја сам му некој таксу, некој тарифу, тако е некој фиксно да речу, и он па плюс ме почасти нешто, и тако е, ето, тој е некој наш. И он джентлмен, значи, джентлмен се подаде. А како бре, естаблишмент, джексет, значи све јака комбинација душо, джексет, значи добар човек. Джексет, знаеш што е? Знаеш што значи джексет? Не. Па тој кад припадаш у некој големо друштво, у некој големо обкружење. Например, ја кад га возу с njega, јас осеќам како да сум у тој джексет. А и ти си во тоа. Па мислим душо, питај кога сам се возија. Јас сам многу од тија, да решу неки политичари или видне фигуре, јас сам ги возија. Па Стојанчето Ангелово га пред да фати... Стојанче? Njega, пред да фати Јапан, тамо, ја га вози с такси до аеродром. А дали ти го возеше Стојанче кога фати овие пожари со тие гранчиња во Гепек и такви работи? Не, душа, ја не сам, да речу... Или ти гранчиња не може? Не, он ме сакаја да ме земе мене у ЦУК, у тија за центар за, како га викав, тој за управување, за кризу. Ама неќу за кризу, јас сам си за... Еве, гледа. О, Маша. Гудиер, добра била година. Далеко од криза, јас сакам такси да си га возу и ете вози га до Јапан. Па гледам га таму, сликаја се со тога некога у кимоно, викам бре, папучке штрчив му маму му и му поправија се, покачиле му го плато изгледа. Тоа сакам да те
прашам, точно дека му покача платата, но дали осети ти на своја кожа дека му покача платата на Стојанче, да не те почасти тебе нешто? Не ме почасти, па не. Види, ја ипак мислам дека не тражи на свакога. Не сам па таков да очекувам од свакога да ме почасти. Со овога сме се А си тражиш ти така некој? Па не, кој даде, не га враќам сигурно. Тој што викав бакшиш, разбираш? Кој си даде си душа, а никога не молу, не га трзам за рукав. Еве, човек со која сам куќен личен пријател што кажа, он мене ме почасти чисто онакој затоа што он има некој љубов спрема мене. Значи njega смо прошли многу. А да кажувевме и деца некои обични кад возел такси, да ти кажу. Па се деси, прашувевме, викав чикаперо, а ја сек ново такси што зема тој Мерцедес. Много. И имаше шифру интернет унутра да уклучиш. Ја више тај стакрш, нега Wi-Fi. И те ме прашува, едно дете ме питува, вика чикаперо, која ти е шифра за Wi-Fi? И ја викам, не ти го кажувам. И овој на мене ми вика, ќе ти даду још 200 денара бакшиш само да ми го кажеш која ти е. Ја викам, душо, шифра, не ти го казују. И овој на мене еден пут вика, еве ти бе још 400 денара бакшиш само да ми го кажеш. И ја викам, не ти го казују бе, све со смалено и со споени букви, не ли ти каза? И овој се навреди, демек ја га заебава малку, јас сум таков шалџија човек и напушти га такси. И скочи си. Барем ти платили? Како бре нема да плати? Нема. Па мене никој дужа не ми останаја бе, душа. Тебе грујевски дужен не ти остана не па. А не по овој некој. Абе, душа. Зар мислиш ја ќе му опроста на njega? Ако не, една сакаше такој да ми остане дужна. Еден пут кад го беше возил. Ќе остане дужна, јакам да се паркирамо на прво место па да видимо како, знаеш, она беше пошла кој да муѓе у болницу нешто така овој. И овој на крај ја не го воз одма до болницу, ја со каче, знаеш. И викам, или ќе поеш, или оној, знаеш. Да ми опрости овај јавност. И викам, и на крај оно отишто па не може го кажувала, вика, вози ме овој, па ја немаше да му платиам, вика, или ќе поеш, вика. Или оној вика, па ти што направи, он го петувал. Она вика, па ти мислиш ја дека знам да поју. Ти имаше таа една ситуација. Јас, Перо, имам слушнато од мој извори дека ти си го возел и поранешниот наш председател Пендаровски. И тоа за Бугарија кај Љубави. Кај Бојкови. Многу га поздравляше од njega. Поздрав љубави. Ама ви сте ли дека во тоа време биле олеснати односите Македонија Бугарија токму заради тебе? Душо бе, не да су биле олеснати. Како ги ти олесни односите, Перо? Олесно ги, општо они знаеш какви се ова, кој ги зинало, на пример кога ќе отидеш на граница, оние царинарници, свеа фату зему некои смоки по 10 денара па ги расфрлям, викам, еве ти на тебе квики, еве ти на тебе переци, еве ти на тебе сладолед. И овие олеснем га путување и ме пуштив куде сакам да иду. Никад не се има проблем. Па тој за бугарски пасоши, па тој све сам возил и натамо, и маја сам туре. За тие, како се вика, происход, мој исход, на кога што му треба, ја му завршу работа. Знам се со многу, у Кюстендил застанемо кебап и едемо све. Лудило. Кај ти е најдобра дестинација вака, Перо, за возење? Па душе да ти кажу право. Кюстендил спомна сигурно дека нешто таму со бугарки нешто. Не бе душа, јас сум си повише локална, тој по Куманова си возу. Јас си возу највише до Кокино. Знаеш ли га Татикев камен Кокино? Кокино, тој мегалицка... Кокино знам. Ама каменот него. На плату ги, они дојде в Чив камен? Татикев, тако га знаев, Кумановци, тако га знаев Татикев камен. Да. И они сви сакав да идев у Кокино. Туристи, па ме соберев доле на автобуску, колку кошта до Кокино. Ја ќе ги удару едно 50 евра од ѓутуре ги лупно. И ги одвезу тамо. И овие одушевени, кај ќе го погледнев тој карпу, тој здање, викам, и мабу, викам, болна работа. Па викам, гледај овие на камен колку се одушевуеш, викам. А замисли па нешто друго да видев. Разбираш? Тако е. Свакакав народ. Како се случи ти да станеш, Перо, шофер? Кога знаеме дека имаш купено кога знаеме дека имаш купено немаш купено, јас кога да видам ти како ќе реагираш. Душо, јас сум си свето одработал. Знам ја. Ништо не сум купувал. Како се случи ти да станеш шофер? Нели електроинженер си? Слушај, Душо, што све не сам бија, да ти кажу, још председател што не сам бија. А друго, све сам бија. Не јас знам што сам све одработал у овој нашу државичко. Ќе збориме за тоа. Ја на крај би најтаксист.
ама виде дека ми е мене студено било да сам таксист. Pero гуртна, разбираш ли? Гуртна оној на кочница што се ставлja. Разбираш ли? Затоа што увек кад е требало да се даде газ негде, ја позакочува. Бати среќу тие ба. Pero рикверц боле да су ме крстиле. Мада оние ги викав, онија Homo sapiens е тие и нели ги викав на рикверц, па викам малка ми чудно, немој да ме сантосуев. Хомосексуалци, ти ги помешта, Pero. Не знам, душо, само ќе ти кажу едну од мој живот, едну ситуација, ако хочеш да ме се слушаш, што ми се мене беше десило еден пут, душо. Да. Возути ја еден пут еднога дечка, качуе се куде мене у такси. И ми вика, чика Pero, вика, ти кажи ми, душо, можеш ли да ме одвезеш за Бедиње? А Бедиње тоа е едно населје таму, Куманово. И питуеме, знаеш, колку кошта, ја му викам, па, викам, друже, 200 динара, знаеш, воžњата таму. И покачи смо се ми вика, а можеш ли, вика, ти мене да ме возиш, имам само 150 динара, па куд пукло, вика, докуде треба ќе ме скинеш. Викам, нема проблем, бе, душа. Качи смо ga ја, возу ga njega, idemo natам навам, и ја само што стигна пред, ако пред тој населје, и на njega му искочи сва тие 150 динара. Викам, душо, више, тебе ти искочи сва тие 150 динара, викам, возење ти е до тој. Разбираш ли? И на мене ми викам, а оно киша една беше многу голема. И вика, чика Pero, вика, ме многу, вика, пада киша, можеш ли да ме да ти остану дужен, вика, да ме одвезеш до крај, вика, за овие 150 динара, викам. Што ти е на тебе? Па ја викам, за џабе ли бев дека работу? Викам, не бива. Ај, викам, искаче. Ајде мрш, ја на njega те го викам. Јутрето тоа дан, ја искачам, паркирам се куде таксисти там сви што смо саберени на станицу. И доваѓа он, прашуеме на мене колку кошта, вика, да возиш до Бедиње, вика. Абе, викам, трутига маме, викам, па нели вчера ме прашаве? Па ти нели знаеш дека е 200 денара? И добро, ништо. И овој почна да ги питуе други људи. Прво га таксистот питуе га и га прашае, вика, може ли, вика, ти, вика, да ме одвезеш, вика, за 200 денара, вика, до Бедиње, ама ќе ти даде још 200 денара, вика, ако можеш да се симнеш, да ми опрости ова јавност, да га испушиш. Овие вика, бегај бедеро. Ово иде на другога таксисто. Вика, може ли да ме возиш, вика, 200 денара, ќе ти даду, вика, још 200 и да ми га испушиш. Ај, овој ненормален бе. И на крај сви ги прашава, вика, нешто мало, овој падоваѓа куде мене. Вика, може, вика, еве ти 200 динара ти давам да ме одвезеш до Бедиње, вика, ама вика ќе ти даду још 200 динара, кај ќе поедеш, ако сакаш, чика Pero, вика, сви твои колеги да ги поздравиш, да ги дигнеш руку кај ќе пројдеш. Викам, за 200 денара, викам, ќе ги поздравам, викам, проблем ли е. И проваѓам ја покрај нимате тој с овој, дигну ги руку да ги поздраву, скидасваме од заебанци у годину дана после тој. Бре, Pero, бре. Рикверц пера. Ете, тој е едно искуство, Ти душа. остана такој. Ма не ќути, бре. Pero Rikverc. Па остана. Еве, тој ми е една ситуација што ми се десила. Извини, малце можете е нарушил тај концепт што си ги имаш тие питања, ама морам да ти речу. Да ти се пожалу. Па и да ме свати народ, бе. Такој си.